Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Добра е здравствената состојба на 12 спасени пациенти од модуларната болница. За кратко време биле префрлени на друго оделение. Страшно беше да се работи додека семејствата надвор гледаа како им горат роднините, раскажува пожарникарот Игор Симовски. Градоначалничката Теута Арифи ги посети тетовските пожарникари. Добра е здравствената состојба на 12 спасени пациенти од модуларната болница во Тетово. Лекарите велат дека откако излегле од објектот за време на пожарот, за кратко време биле префрлени на друго оделение. Во добра состојба се спасените 12 пациенти од страотниот пожар кој избувна во модуларната болница во Тетово на 8 септември. Тие немаат посериозни последици од пожарот и за кратко време биле префрлени на друго оделение. Деталите околу нивната состојба ја соопшти доктор Гзим Нуредини од ковид центарот. Пациентите кои беа спасени беа во број 12 и сите се во добра релативно здравствена состојба. Кај нив нема знаци на повреди од акциденталниот, од пожарот, значи нема никакви кожни и некои проблеми од акцидентот што го имавме таа вечер. Што се однесува до пациентите, овие што екзитирале, тие ние таа ноќ сите ги пративме за Скопје, бидејќи имало изгоретини од степен на повисок степен, каде што ние тешко можевме да ги идентификуваме и ги пративме во клиника за судска медицина во Скопје за да се идентификуваат и да ги пратиме до кај нивните родители. За среќа тие пациенти што биле префрлени во другото оделение, тоа било за кратко време префрлени и за среќа и биле подобро биле со здравствена состојба. Така да не сме имали некои проблеми во тој вакуум при преместување од едно во друго оделение. Така да при транспорт не сме имали проблеми со тие што биле здрави. Само што се израдувавме што состојбата со коронавирусот во Тетово се смирува, ни се случи оваа трагедија, вели доктор Нуредини. Неколку дена поред малку бевме порадосни бидејќи немавме починати и за несреќа ни се случи ова трагедијата и фактички ние имавме и намален број на хоспитализирани, додека овие пациенти ги преместивме автоматски таа вечер во интерно оделение, каде претходно беше ковид центар. И немавме проблеми со сместување, бидејќи ние го имаме и вториот спрат и третиот спрат. Во моментов во Тетово има 57 хоспитализирани пациенти со COVID-19. Амбулантските прегледи вчера достигнале бројка до 36, а регистрирано и едно починато лице во изминатите 24 часа од компликации од COVID-19. Доктор Нуредини вели дека има намалување на бројот на хоспитализации и нови случаи на заразени лица, што е индикатор дека состојбата со ширењето на вирусот во Тетово и Тетовско е стивната. Страшно беше да се работи додека семејствата надвор гледаат како им горат роднините, раскажува пожарникарот Игор Симовски, вработен во територијалната противпожарна единица Тетово. Тој со своите колеги пожртвувано се борел да го згасне пожарот и да се обиде да спаси човечки животи. За 4 минути пристигнавме до модуларната болница. Целиот објект веќе беше во пламен. Вака започна да ни раскажува пожарникарот Игор Симовски, кој вечерта на трагедијата заедно со своите колеги пристигнале на терен за да интервенираат. Сите заедно вложиле максимални напори за да го локализираат пожарот и да извлечат што е можно повеќе луѓе. За жал, пламените јазици се расшириле за многу брзо време. Колегите и што бевме на смена и што беа повикани од дома се трудеа да го угасна огинот што е внутре за да можеме да влеземе барем
тие што се не да се спаса луѓе што се внутре. Али со оглед на тоа што електрична енергија не беше исклучена, кислородот не беше исклучен, не можеше да се влезе. Се гасеше под голем ризик, можеше да настрада некој пожарникар од струен удар. Имаше детонација од боце внутра, мене ми пукна боца еве овде, кај првото доле у ногите. Фала му на Господ, со опремата стара што ни е 20 години, ме спаси доле кај ногите. Ми е криво многу што луѓе внутра не можевме да влеземе да ги спасиме. Страшно беше и да се работа, пошто напред беа фамилија на луѓе што се внутра. Страшно беше да се работа, пошто нели внутра му гори човек, чека да го извадиш. Игор бил и повреден после напорната интервенција, но сега е во добра состојба. Жали што заради масивноста на пожарот не се успеало да се спасат повеќе животи. Првите тела се извадени од кој сме дојдени ние од предната страна. Значи што можело. Најверојатно мртви се, пошто нема никој жив после тоа од кој сме дојдени ние. И од овде имаше тела ваѓано исто. На почетокот на пожарот, кој почнал пожарот, тие се спасиле, другите што останале внутра. Пошто пожарот најверојатно кој почнал се раширил за минута до две, го фатил целиот објект. Кислородот што бил внутра го зголемил огинот. Истрагава ќе покаже што, али кислородот најмалу пута 5 ја зголемува температурава што е внутра што била. Да немало кислород, например, би била помала температурата. Иначе кислородот сигурно имало над 800 степена внутра. Значи овде беа колите паркирани што се. Значи колите се оддалечени метар и пол. Значи колите беа стопени. Значи ако била колата стопена, пожарникарот ако влезе, значи да проба некој да спаси, за заштитна опрема може да му помогне 30 секунди, другото за 30 секунди ќе изгори. Значи прво требаше да се угасне па да се влезе. Гледате ова што е све отворено, со отворени посуд кој изгаснат пожарот за да се ваѓаа жртви. Игор ја потенцира храброста на своите колеги, кои ја знаеле опасноста од неисклучената струја во објектот, но како што вели Игор, тие продолжија со она што е нивна работа, а тоа е да гаснат пожари и да се обидуваат да спасат човечки животи. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи ја посети територијалната противпожарна единица Тетово и пожарникарите, кои вложија надчовечки напори за локализирање на огромниот пожар во модуларната болница во Тетово. Овде бев за да се сретнам со противпожарната бригада и нормално официјално да бидам информирана за текот на настаните. Според извештајот што тие го предадоа и е официјален извештај, во 9 часот и 2 минути на 8 септември има добиено повик дека има пожар кај модуларната болница. Во 9 и 7 минути биле на место на настанот со 16 пожарникари и 3 камиона, од кои 2 од камионите значи интервенирале на предната страна од модуларната болница, додека другата била поставена во позади болницата, за да модуларната болница за да се спречи проширување значи на пожарот и во инфективното оделение. Во 9:30 часот пожарот е ставен под контрола, 9:45, 9:40 според нивниот извештај, значи пожарот комплетно е ликвидиран. Така да тоа е нивниот извештај кој го имаат официјално доставено. Во однос на истражните процедури, завршени се истрагите на место на настанот и во моментот истрагата значи ги собира податоците, другите податоци, телефонски снимања од граѓаните, луѓе кои биле на лице место, сите тие податоци за да го заокружи што побрзо значи процесот на истрагата. Информирани сме дека денеска е
се дојдени и истражителите од Германија, што сметаме дека е една додатна помош овој процес да биде завршен, а ние нормално инсистираме тој да биде што побрзо завршен. Во однос на уште две дополнителни одлуки се донесени од страна на Советот на општина Тетово. Една е за покривање на погребалните услуги според ковид стандардите, а другото е дека на сите семејства, на настраданите и на преживеаните, значи Советот на општина Тетово одлучил да одели 60.000 денари за секој случај. И сосема на крај, значи невладината организација Кортекс, која претежно работи на психолошка поддршка и помош, ги работат, значи, и се спремни да работат со сите кои учествувале во интервенциите, со семејствата на загинатите, со медицинскиот персонал, што побрзо да се излезе од оваа тешка траума. Трагедијата во Тетовската модуларна болница ги вознемири пациентите згрижени во ковид центарот од таков тип во Гостивар, но не создаде паника, вели директорот на Гостиварската болница Јакуп Јакупи. Кобната вечер болницата испратила 3 медицински тима за помош на колегите во Тетово. Гостивар, како и Тетово, има модуларна болница за пациенти со ковид. Таму моментално хоспитализирани се 12 лица. Трагедијата во Тетовската модуларна болница ги вознемири пациентите во Гостивар, но не создаде паника, вели директорот на општата болница Јакуп Јакупи. Негова оценка е дека објектот е безбеден. Се разбира дека беа исплашени и дека но да имаше некоја сериозна паника не, бидејќи никој од нив не изрази желба да се биде префрлен во некој друг простор или да ги напушти просториците на ковид центарот. Ние правиме се што е во наши можности за да им покажеме дека тие се тука безбедни во смисол на медицинскиот третман и во смисол на објектот. Моментално, значи, таму имаме 12 пациенти, од кои, значи, некои се во многу подобра ситуација, тоа е здравствена состојба, ги третираме за некои постковидни компликации, само некој мал дел од, мислам дека 7-8 пациенти така се со активни ковид тестови и се третираат, нали, од време на време со кислород. Пожарот во Тетовската модуларна болница го отвори прашањето околу присуството на роднини во собите на хоспитализирани пациенти. Директорот вели дека посети на ковид болни се забранети, но се случувало член на семејство да биде покрај пациентот, појаснувајќи пример. Доволно, значи, средства, доволно мантили, скафандери, се што е потребно, апсолутно, и никогаш не фалело во нашава болница. Ниту кислород, ниту лекови, апсолутно. Значи, секогаш имало тоа што треба да има, значи, соодветно облечен може да биде. Јас сум влегол во болница, тоест во модуларната болница, сум гледал дека да, во некој момент има придружба, но кога сум ги прашал зашто, затоа што и ќерка е позитивна, само што е во подобра здравствена состојба и помагала понекогаш на својата мајка, но соодветно облечени може да влезе како што влегува персоналот, така влегуваат и може да влезе и некој друг човек, но не се дозволени посети. Не е дозволена посета. Не е дозволена посета и во обични инфективни оделенја, без да е ковид. Кобната вечер, кога изгоре ковид центарот во Тетово, Гостиварската болница испратила 3 медицински тима на помош на колегите. Дополнително се направиле и подготовки во ковид одделенијата за прием на пациенти од Тетово, но таква потреба немало. Од одговорност никој нема да биде иземен доколку истрагата тоа го утврди, изјави министерот за здравство Венко Филипче на првата пресконференција вчера по пожарот во Тетовската модуларна болница. Во однос на квалитетот и безбедноста на модуларните болници и процесот на нивно поставување и квалитет, тој рече дека истрагата треба да утврди дали и на кој начин по предавањето на објектот на Тетовската болница истиот бил одржуван и раководен. Стварно тешко може да го опишам чувството кое што го осеќам од синоќа денеска, со чувството кое што го имам со семејствата. Меѓутоа, со тие
одлуки навистина треба човек да живее и јас апсолутно ќе чекам да заврши истрагата. Не бегам ниту од одговорноста во однос на наодите на истрагата, ниту пак од моралниот момент. Значи за целокупната таа работа, така да апсолутно нека се покаже истрагата, сепак треба да видиме дали и каде тоа ќе се дефинира како точка на одговорност на било кое ниво во целокупниот овој менеджмент. По појавата на низа шпекулации во јавноста дека причина за пожарот во Тетовската модуларна болница се пропусти при градбата, велешката фирма Брако, која што го доби тендерот за изградба на модуларните болници во земјава, даде соопштение до јавноста во кое се вели дека изградбата е реализирана во согласност со сите најсовремени стандарди за безбедност и квалитет. Страутниот пожар што ја пеплоса модуларната болница во Тетово, во кој што животот го загубија 14 лица, отвори низа прашања во јавноста, меѓу кои дали модуларните болници се безбедни за згрижување на пациенти позитивни на COVID-19. Од Министерството за здравство вчера соопштија дека сите модуларни COVID болници во државата се типски објекти, градени по највисоки медицински и безбедносни стандарди. Како одговор пак на одредени шпекулации кои што се појавија во јавноста, со соопштение излезе и велешката фирма Брако. Нашата компанија, која работи по највисоките стандарди за квалитет, е испорачувач на модуларни префабрикувани контейнери на споменатата модуларна болница, а во интерес на објективно информирање на јавноста, сакаме да потенцираме дека оној дел од работите што беа наша одговорност при изградбата се реализирани во согласност со сите најсовремени стандарди за безбедност и квалитет. При техничкиот прием сите позиции на работа што беа наша обврска се тестирани и проверени, зашто впрочем е доказ уредниот технички прием на објектот, кој е потоа предаден во употреба, а во согласност со ригорозните стандарди на Светската банка како финансиер на проектот, а преку проектната единица при Министерството за труд и социјална политика, велат од Брако. Тендерот за изградба на 17 модуларни болници во земјава, меѓу нив и Тетовската, минатата година го доби велешката фирма Брако, заедно со Валандовската Аритом. Преку заем од Светската банка, државата за таа намена им исплати 3,6 милиони евра. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 12 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 80-годишникот Тетово. При негов преглед пронајден му е хероин, а нешто подоцна при претрес на семејниот дом, реализиран со судска наредба. Пронајдени му се вкупно 197 куршуми со различен калибар. За поголемиот број од куршумите тој не поседувал дозвола. Пронајдениот хероин и муниција се фотодокументирани и одземени за вештачење. По целосно документирање на случајот на инволвирани кој е задржан во полициската станица Тетово, ќе му биде изготвен поднесок за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, согласно член 215 од Кривичниот законник, и за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи, казниво по член 396 од Кривичниот законник. Со соодветен поднесок денеска тој ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Вчера полициски службеници на СВР Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека едно женско лице од гостиварското село Сенокосе, иако имало решение за изолација и домашно лекување, не го почитувало решението и не се наоѓало во низиниот дом. Против ова лице ќе биде изготвен соодветен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Вчера околу 17 часот и 30 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 33-годишникот Тетовска Стримница, кој се однесувал агресивно кон нив откако бил запрен додека управувал патничко возило со тетовски регистарски ознаки и одбил нивна наредба. По целосно документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.